Добро вечер. Ова е уште едно издание на отвореното студио на телевизија Нова. Состојбите во загрозените подрачја од ден на ден се настојува да се регулираат, да се надминат состојбите, да се врати животот во колосек и од сите аспекти да се надмине постојната ситуација. При тоа мислам, почнувајќи од расчистување на теренот, дворовите, пристапот, потоа на луѓето, а особено од здравствен аспект. И од вчера е започната една поширока акција на дезинфекција на теренот зафатен со поплавите. И за таа прилика вечера наш гостин е госпоѓата доктор Јованка Костовска, државен секретар во Министерството за здравство и член на Комисијата за борба против заразни болести. Добро ве представив. Одлично. Добро вечер. Само не државен секретар, државен советник. Државен советник. По-ниско ниво. Да, државен советник. Докторке, имаше разни информации, да ги наречем шпекулации или недоволни информации, што е логично, можеби, за пост период на поплави, на вакви ситуации, дека веќе почнале некои заразни болести, епидемии. Има или нема појава на одредени заразни болести? Се уште не како резултат на поплавените подрачја. А инаку заразни болести во летниот период имаме. Ентероколит или цревни заразни болести пропратени со проливи повраќања ги има секогаш во летниот период. Меѓутоа, ние очекуваме и се плашиме стравото е од она да не тие болести сега се зголемат. Бројот нив да не се зголеми. Сега за сега има поединечни случаи. На инфективна клиника има еден хоспитализиран пациент со ентероколит од поплавените подрачја. Имаме повеќе пациенти со посекотини, со повреди, со такви проблеми. Типични за... Да, за сега и за расчистување, за работа за овој период. Да. Меѓутоа, како заразни болести се уште не, а и времето е се уште кратко. Можам да кажам, веќе е сега времето. Од вчера, денеска, па натака да очекуваме, бидејќи и заразните болести, ентероколитот, кој што има 2 до 3 дена инкубација, ако беа поплавите, значи сабота вечер, недела, понеделник, вторник, веќе овие денови сме будни и очекуваме и затоа секојдневно ја следиме состојбата и бараме информации од сите здравствени домови. 2 пати дневно да не информираат каква е состојбата, дали имаат некој заразно заболување, дали имаат некои други типични заболувања, што се за овој период, можеби и кожни заразни, можеби некои повреди по секотини, се што имаат да пријават, токму за овие лица од овие поплавени подрачја, да знаеме навреме, да следиме и навреме да действуваме ако нешто се случи. Дека има некои појави на цревни заболувања, дека има некои осипи. Од што може да се тие? Осипи имаше и беа од дерматовенерологија клиника денеска луѓе проверија, колеги лекари, се работи за алергиски реакции или па алергиски реакции како резултат на водата, на прлјавата вода, а не како што имаше во јавноста дека се работи за шуга. Не беше шуга, бидејќи скабиесот или шугата како заболување има подолга инкубација и не се јавува во поплави неочекувано, никаде не е опишано дека за време на поплави се очекува шугата да се јави. Тоа е заболување што се јавува во густи колективи, ако се спие заедно во просторија, како што беа бегалците кога имавме појава на шуга кај нив, од човек на човек, од кожа на кожа се пренесува, се јавува. Овде не ја очекуваме, затоа и овие што беа сомнителни како за шуга, уствари беа алергиски реакции. Можно е од прлјавата вода, можно е да има алергиски реакции. Рековте дека некои од болестите се типични за овој дел од годината, било каде, не се директно поврзани со оваа катастрофа што настана, но вакви ситуации може да предизвикаат некои типични болести од кои што веројатно вие превентивно и действувате. Од што се плашиме, да речеме, кои болести може да настанат, какви заразни или епидемии да настанат при вакви ситуации? При поплавите најчести се цревните заразни заболувања, како што велиме. Најповеќе го очекуваме ентероколитот, предизвикан од било која причинител или бактерија, најчесто е Шерихија коли. Има народски некој име ентероколитот? Па цревни заболувања со проливи и повраќања. Тоа е ентероколит или медицински, меѓутоа секој ќе се пожали или ќе кажеме фати стомачен вирус или како народот тоа го употребува, со проливи и повраќања се пропратени. Исто така жолтицата или хепатит А може да се јави како резултат на овие загадувања со излевање и на фекални канализации од септичките јами, мешање со другата вода. Меѓутоа жолтицата има подолга инкубација 3 до 4 недели и неизе може да ја очекуваме дури по 3 до 4 недели,
па не дај Боже во период кога ќе почнат децата во училиште или во градинка, тогаш да ни се јавува. Да се расшири, па да имаме епидемии, па да слушнеме се јавила епидемија на жолтица во тоа училиште, епидемија на жолтица во таа градинка. А ако се вратиме назад, ќе видиме причината дека било од поплавите и дека токму заболените се од овој регион. И обично кај децата се јавува, бидејќи тие нечесто мијат раце, не внимаваат во овие услови сега. Да. Од тоа се плашиме, а инаку како потешко, меѓутоа не многу очекувано е тифусот. Сме имале салмонела тифи како бактерија предизвикувач, сме имале епидемии во Гостиварско на времето, сега со години сме немале, меѓутоа опишано е дека при поплави може да се јави дизентеријата или шигелата, тоа све се цревни заразни заболувања. Меѓутоа ние најчесто очекуваме ентероколитите и жолтицата или хепатитот А. А кожни заболувања, некои од нечистоти? Можно како алергиски кожни заболувања, реакции, едноставно реакции алергиски на кожата од прљавата вода. Веќе имаме кај пациенти такви заболувања, а можно и заболувања од угинати животни, дури и од глувци, и од стока, и од било каква угината животна, тоа се лептоспирозите, па дури и туларемијата од глувците може да ни се јави, бидејќи при поплавите знаете дека и животните бегаат од своите дупки, од своите лежишта, па имаме сознание на некои места дека и змии се појавиле, излегле од своите лежишта, глувците ќе почнат да бегаат, да искачат од своите лежишта, ако не искочиле сега па се кријат некаде па се појават, така да мора на се да внимаваме и на едно и на друго. Од вчера почнавте акцијата на дезинфекција. Каде и како се одвива, ако може за гледачите да разберат. А веројатно и ако оние подрече кои што добиле струја имаат комуникација со медиумите, телевизии, тие да разберат како се одвива овој процес, важен се разбира. Дезинфекцијата се спроведува на исчистена и сува површина, што значи мора прво куќите и дворовите да бидат добро исчистени, исушени, да нема многу кал, да не е водено, па да се врши дезинфекција. Затоа ли малку чекавте? Затоа се чекаше, дури мислевме да не избрзавме што почнавме вчера. Сакавме и уште да чекаме, и тоа превентивно добро е да се дезинфицира, ако треба повторно, пак ќе дезинфицираме напоредно и да уништуваме. Така во поголем дел од куќите е дезинфицирано во Стајковци, во Сингелич, меѓутоа е дезинфицирано и Бутел и Линден и кисела вода, бидејќи таму многу побрзо се исчисти и се исуши и сами луѓето си ги исчистија просториите. Почнуваме денеска веќе 16 беа екипи, 16 луѓе со пумпи на рамо кои што дезинфицираа по куќите само денешниот ден. Очекуваме бројот да се зголеми во утрешниот ден. Напомошни се и центрите за јавно здравје од цела Македонија, не само Скопскиот центар за јавно здравје. Очигледно капацитетите се неопходни сите да се стават на располагање. Така е, секој ден по 4 центри ги менуваме, идат во Скопје, вршат дезинфекција. Заедно работиме со војската, со армијата на Република Македонија, и тие имаат пумпи, средства нивни, и со нивни луѓе заедно дезинфицираме, да може што побрзо оваа површина да ја обработиме. А инаку за поголемите улици, кога и тие ќе се исчистат и сушат, тука ќе се оди со поголеми камиончиња со кои што испуштат. Не главните, туку дворовите. Так. Се уште се оди по главните улици, се уште тука е загадено, се уште видовте има и кал и вода, се уште не се исчистени. Барем домовите да им ги оспособиме. Имаше еден апел како тоа може да се одвива ако граѓаните живеат таму, дали пречат, дали имаше имавте апел да се тргнат од... Не. Дезинфекцијата не пречи. Дезинфекцијата не пречи за граѓаните, таа е еколошка, воопште не им пречи. Вам не ви пречи на екипите кои што работат? Не, имаат и маски, нема проблем. А ние денеска кажавме како препорака, како апел да се евакуираат, бидејќи условите во кои што живеат се уште не се безбедни, се уште влага, кал. Не заради самата дезинфекција, воопште заради нивна сигурност. Условите, посебно за ранливите групи. Здрави, млади, прави луѓе може да седат, нека работат, нека си ги чистат куќите и мажи и жени. А оние што се бремени, деца до 14 години со мајките да ги повлечеме, мали бебиња, бремени жени, хронично болни лица, непокретни лица, инвалидизирани, тие кои што се поранливи, за кои што за нивното здравје е поштетно, поопасно да бидат во такви влажни тешки услови, па и опасни за заразни болести, за нив препорачавме, ако можат кај роднини, пријатели, барем една недела да се повлечат, да се средат куќите и домовите. Ако немаат каде да се јават во пунктовите, ќе обезбедиме сместување за нив, да не бидат во тие услови. Добро, ајде тоаш да погледнеме еден краток прилог што веќе одеше во вестите на телевизија Нова од колешката
Данча Азманова, која дава една генерална слика за тоа како денес изгледаше еден ден во една од кризните подрачја. По страшното невреме што го зафати Скопје во саботата, едно од најпогодените места, скопското село Стајковци, веќе 6-ти ден се соочува со штетите што ги оставија поплавите зад себе. Помош пристига од сите страни. Механизацијата и денеска е излезена на терен и интензивно работи во пробивање и на последните непроодни улици. Продолжува чистењето на калта и водата од дворовите, куќите и подрумите. Поголем дел од улиците и домовите во селото се веќе исчистени. Над 90% од куќите, во куќите е извадена водата, што значи веќе вода во огромен број на домакинства во Стајковци нема, со помош на 150 пумпи кои што ги обезбеди владата и секако со огромна помош на војската и на населението кое што живее тука. Сега работиме на вадење на калта, сметот, исто така уништените материјали кои што ги имаат во домовите со цел целосно расчистување на куќите и на дворовите. Веќе втор ден се врши дезинфекција и дезинсекција на домовите, а за побрзо расчистување на штетите, надлежните апелираат жителите на село Стајковци, кои беа најмногу погодени од поплавите, да го напуштат селото додека трае мерката за дезинфекција на нивните домови. Оваа одлука за евакуација се однесува на лица до 14 години, инвалиди, бремени жени, стари и изнемоштени лица над 70 години, како и лица со пречки во развојот. Времено да се преселат кај роднини и пријатели надвор од ова населено место со цел да може целата оператива, целата механизација, сите работници кои што се дојдени процесот на дезинфекција непречено да продолжи, бидејќи многу е полесно и поедноставно кога координирано ќе се настапи во соработка со припадниците на војската, на полицијата и сите луѓе кои што се тука присутни, и волонтери, и сезонски и комунални работници, организирано и систематски да пристапиме кон чистење на теренот. Се чувствува голем напредок, се од ден на ден ситуацијата се подобрува, ние остануваме постојано тука. Поголемиот дел од жителите кои ги затекнавме во селото одговорија дека се задоволни од помошта која им се пружа, дека најпотребното стигнува секој ден и се надеваат дека многу брзо ќе успеат своите домови да ги вратат во нормална состојба. Еве во отвореното студио на телевизија Нова разговараме со доктор Јованка Костовска за почнатата дезинфекција во кризните подрачја. Доктор Костовска, вие рековте дека негде 14 екипи работат на терен. Дали е тоа доволно? Колкава површина треба да се дезинфицира? И како, со која динамика мислите дека целата ова инфицирана или зафатена површина може да се помине? Барем по прв пат, како што видите? Так. Сега овој број на екипи е доволен според она како оди динамиката на расчистување на куќите и сушење на местата, двориштата и површините што треба да ги дезинфицираме. Меѓутоа, ако во следниот период многу побрзо се сушат навлажените површини, многу побрзо расчистувањето продолжува, како што гледаме се напредува многу побрзо, тогаш ние ги известивме сите центри дека можеби ќе се случи да во еден ден сите 10 центри за јавно здравје со сите своји капацитети бидат во Скопје со преспивање тука, ако треба, и со 30 или 40 екипи во исто време. Еве денес набавивме и дополнителни пумпи за прскање, за да има доколку има потреба, така да спремни се само ако добиеме сознание од оние што расчистуваат на терен дека е готов теренот чист, веднаш ќе настапиме и тоа не значи дека само Стајковци, Сингелич и останатите сите поплавени места ќе се дезинфицираат. Има некои недостапни предели, тешко се стига се уште. Така дури нема ни пат за некои места. Нема ни пат, Да, и тоа го слушнавме. Така секаде каде што може ќе се дезинфицира голема. Колку имавте некоја информација? Па во Центарот за управување со кризи на кризниот штаб беше кажано дека се работи за површина од 52 километри квадратни. Значи тоа Скопје Тетово. Би повеќе, дури Скопје Тетово е 42 километри квадратни на површина која што опфаќа и тука се разбира земено е во предвид и ниви, и брденца и цела површина и стамбена површина, а само населени места со дворови е некаде околу 16 километри квадратни.
Сепак се работи за голема површина, густо населена, куќа до куќа, двор до двор, и се работи постапно, дел по дел. Така, нема отворена површина па механизација да може да навлезе наеднаш по 5-6 камиони на чиста, тоа се оди постапно, да е пристапно тешко. Се надевам дека ќе оди со побрзо темпо во следниот период, а ние се спремни за дезинфекција. Средства имаме, пумпи имаме, луѓето се на располагање. Сите ги известивме дека нема никаде одење, кризна состојба мора да бидат тука, да помагаат и ќе го направиме нашто, ќе дезинфицираме, а во следниот период ќе продолжиме и со дезинсекција и со дератизација. Планираме дури уште утре, ако временските прилики се убави, да се направи ларвицидна дезинсекција на оние места каде што се поводни, поплавени, како што се нивите со мали езерца направени, како што е Смилковско езеро, останати езера што имаме водни површини, кои што се извор на ларвите на комарците, каде што се множат комарците. Тука ќе се направи ларвицидна дезинсекција, напоредно и со авионската дезинсекција што град Скопје треба да ја направи. Требаше ради временските прилики, да. Се одложи. Дезинсекцијата не е почната. Така. Не е почната, значи утре ларвицидна ја планираме и авионската. Ако се направи, значи комарците во исто време ќе ги уништиме и возрастните комарци и ларвите, да може луѓето барем да ги ослободиме, да ги спасиме од табеле и од гаснување од комарци, бидејќи на терен видов дека од комарци се испокасени. Така да дел по дел. Ларвицидната е важна да се не уништа се комарците во воздух. И муви, крлежи, све се уништува и ако ние возрастните комарци ги уништиме, ако ги оставиме ларвите, пак ќе израснат нови комарци, ништо не сме направиле. Значи мора напоредно едно и друго. Ќе се превземе овие денови. Ние што велиме епидемиолозите ДДД, 3D, дезинфекција, дезинсекција, дератизација. Затоа што и глувците ни се проблем и тие имаме набавено мамци, над 50.000 мамци парафински за глувци. Исто центрите за јавни здравје, тие се превентивни служби во државата, ќе поставуваат кога ќе се исуши, кога ќе се среди, ќе почнат да поставуваат мамци по шахти, по места, знаат они каде на кои места стручњаци се да постават, за да немаме па сега летниот период наезда појава на глувци, стаорци, па други проблеми. Да може и нив да ги сузбиеме. Би требало и времето да погодува. Значи, влажното време не е добро ни за дезинфекција и за развој на овие заразни заболувања. Зошто е најмногу во калта се лоцирани овие? Зошто е калта најштетна, да речеме? Калта е најштетна затоа што го врнело, кога овој бран, што го велам ја цунами, бран од 1,5 и 2 колку и да бил, кога повлекол пред себе, повлекол, таму нема канализација по тие села. Таму се септички јами. Повлекол и септичките јами, повлекол и она што го има во септичките јами, фекалиите, се измешало и сега тоа во вид на кал е по улиците, по дворовите, по површините. И затоа се плашиме токму од таа кал. Ако е чиста кал, ако е само вода, некаде покрај езеро имало бран голем, па препливал, па на песокот на морето или езерото се направило кал, не е страшна таа кала. Мова, кал, пошто е измешана и со фекалиот, и се затоа велиме дека е опасно и затоа носто предупредуваме одржување хигиена, миење на раце, чиста вода, бидејќи не сме сигурни во калта и во ова што е поплавено се, што све има внатре и какви заболувања може да се јават. Имавте препораки за одржување на некој начин на хигиената, особено во овие услови, но услови за само хигиена, ма тешко е таму. Тие немаше вода до скоро, луѓето нема вода. Точно, тешко и јас сум среќна што водата не беше загадена. Уште тоа да не беше многу загадена, така да и ако ја употребувале да мијат раце уште тоа време, барем миеле раце со чиста вода. Бидејќи ние им велевме да не употребувате водата, вода исклучиво од цистерни и вода флаширана, спакувана, со неизе да пијат, со неизе да мијат раце. И ако така поставувале, навистина добро е, со чиста вода миеле раце, нема проблем. И добро што се докажа дека и водата била чиста и сега е чиста. Овие денови постојано проверувавме ние. Превентивно и беше забранета зашто нека се пие флаширана вода, не се знае славините какви се загадени со кал, водата е чиста, ама кога ќе земете да напуните од славината загадена или чашите поплавени, не сте сигурни. Водата е чиста, само треба да ги мијат редовно раците. Знам дека работат сега, носат ракавици, сите дома куќите си ги чистат,
барем пред јадење да се измијат рацете со чиста вода, затоа што сите овие заболувања што ги кажуваме, цревните заболувања, патот на пренос им е преку уста. Значи, ако рацете, колку и да има кал по него, по телото, преку кожа не се пренесува. Колку и да му се чизмите калливи, ништо нема да биде. И рацете да ги измие со чиста вода и она што го јаде да биде чисто. Ако е овош и зеленчук да биде измиено со чиста вода па да го јаде. Ние затоа и препорачувавме овој период да не готват дома, бидејќи нема услови. Кај ќе готват кога се е поплавено? Нема ни струја, нема ни шпорет, на што ќе готви? Ни фриждер нема да ја чува храната. Затоа препорачувавме готова храна, спакувана, посува храна да јадат, бареме побезбедно овој период за нив. Само рацете да им се чисти и измиени, ако се рацете чисти, храна спакувана, купена, нема никаков проблем да има. А ако рацете им се прљави, тогаш преку прљавите раце може да се внесат овие бактерии и да настане проблем. И најчиста храна да јаде, купена од надвор, спакувана, ако рацете му се контаминирани, јас борам прљави, народски да ме разберат, тогаш пак ќе направи инфекција, пак ќе направи ентероколит и пролеви повраќање. Мора да се внимава, и тоа не само сега. Ние разговаравме денеска на нашите кризни состаноци здравствени, епидемиолозите. Ова е период што подолго ќе трае. Ние ќе бидеме под стрес и под будност подолго време. Значи, не мова да биде, може би ќе се исчисти теренот, се ќе се дезинфицира, ама стравото од инфекции кај нас ќе трае 2-3 месеци натак. Така? Да, се уште мора да се внимава, тоа е поплавено подрачје и ниви поплавени, и дворови, и се може би некаде останало недоисчистено, не може комплет све да се исчисти, да биде стерилно. Да, доли тие се вратат во редовниот живот да почнат да работат, на нивите таму не е очистено. Таму не е, пак треба да се внимава. Дезинфекцијата, рекоте, е по куќите и по дворовите, не и во полињата. Не и во нивите, во полињата. Затоа мора да внимаваат на хигиената, одржување на хигиена, миење раце, основно правило што го повторуваме, па ќе речат многу пати, што ни кажуваат да миеме раце. Значи, што не учат, не сме деца да миеме раце. Тоа миење раце основното направи, за кој што мислиме дека сите знаеме, направи доктори, инженери и архитекти, интелектуалци да имаат жолтици, да имаат ентероколити, па да ги имаме по клиниките. Значи, некога се забораваме. Брзаме и ќе забораваме. Узбрзање ќе каснеме на брзина и ќе направиме проблем. Само тоа одржување на хигиена. Еден од проблемите на што се укажуваше, може би треба еден представник на Агенцијата за храна и ветеринарство да дојде. Мислам дека е глобален важен проблем заштитата од животните загинати. Како од тоа да се заштитат, бидејќи еден дел мислам дека е собран, но не знам во која количина, во која мерка, колку се тие исто така опасни за пренесување на заразни болести. Како да внимаваат, како да лептоспироза, како заболување туларемија од глувци, може да се јават и многу други заболувања. Ние подготвивме едни памфлети незудов со мене вечерва за населението, а Црвен крст им ги дели заедно со храната и со хигиенските пакети до секој едно семејство, во кој што е напишано точно и за одржување на хигиена, и начин на припрема за храна, ама и како да се постапува кога се чисти дома, како да бидат облечени заштитени и како доколку видат угинато животно. Значи, кога чистат дома мора да бидат во чизми во ракавици. Никако да не чистат без ракавици и без чизми. Ако видат угинато животно, веднаш да јават да алармираат. Било какво, не може да е стока, маче, куче. Што иде, да не се обидуваат сами да го фатат, да го носат, разнесуваат, веднаш да јават, нека си дојде екипа, си има служби од Агенција за храна и ветерина што ќе го изнесат, ќе го фатат, ќе го однесат на соодветно место каде што треба, во специјални депонии, каде што таму ќе се закопаат и уништат, значи сами да не се обидуваат. Тие се извор на посебни болести? Да. Болести, зоонози што ги има кај животните, ама може да се пренесат и кај луѓето. И затоа препорачуваме, и ако вели имам ракавици, ќе го дигнам, ќе го однесам, не веднаш да јави, нека си дојде екипа да го собере. А ќе се јавуваат, може би има и уште угинати што не се некаде видени, забележани. Голем дел собра Агенција за храна и ветерина. Да, мислам дека собра, но мислам дека се уште може да се најдат, бидејќи па не знам, тоа е широка површина. Широка површина е, може да се најдат се уште и веднаш да известат, па дури може да се најдат и змии да излезат од лежишта и глувци и све може да биде. Тук во една од препораките се вели вака, во случај се појави пролив, повраќање или промени на кожата, веднаш да се побара лекарска помош. Таму има лекарски екипи се уште на теренот
Има патронажни екипи, Так. нешто околу ова, тие ги посетуваат семејствата? Има лекарски екипи, има во пунктот во Стајковци, во училиштето Стајковци, има тука лекарска екипа, лекар и сестра. Исто така и брза помош имаме возило тука, а лекарска екипа постојана има и во Ченто. Имаме и возила на брза помош на последна 45-ка и 65-ка. Меѓутоа, воведовме од денес, како новина, воведовме и инфектолог, значи лекар, инфектолог, специјалист за инфективни болести и сестра, покај овој лекар сестра што се редовно, да има и лекар, инфектолог и сестра, кои што ќе бидат присутни на двата пункта. Многу имаме повредени. Многу повредени лица за кои што прети појава на тетанус. Токму тетанус се јавува, спорите на тетанус се во земји, во калови, во вакви средини, и ако не се стави вакцина, имуноглобулин или серум, што велиме ние, може да дојде до тетанус, а тоа е смртоносна болест, не се лечи. А што правите во таму? Веднаш им даваме вакцина и серум. Значи, штом дојде некој повреден, се преврзува на лице место, затоа има инфектолог и сестра, тие се стручњаци и знаат како да се дава. Веднаш вакцина ставаме за тетанус, серум имуноглобулин им даваме, веќе се заштитени, немаме проблем. Им кажуваме кога пак треба да дојдат кој ден за втора да добијат тетанус вакцина и ги имаме поставено нив. Поставивме од денес и да дојдат и лекари дерматовенеролози, бидејќи нели се зборуваше има доста кожни заболувања, алергии, да може на лице место да види за што се работи. Па така да ако дојде некој за преглед има проблем, може и лекар да го прегледа, може инфектолог, може и дерматовенеролог. Меѓутоа, што е она што го воочивме како проблем? Да, екипите ги имаме на овие две места, имаме и брза помош на овие две места, меѓутоа треба да дојдат сами да се јават ако се болни или не им е добро. Да. Има луѓе непокретни, има луѓе со проблеми. Сега на место ни да се јават, ги пуштивме од вчера патронажните служби, пак од Македонија, од други здравствени домови дојдоа да ни помогнат. Вчера беа околу 50 патронажни служби, поминаа 480 семејства. И беа со лекови. Во Стајковци, тука и Инџикови? Во Стајковци беа вчера, а ќе одат секаде. Главно фокусирани на Стајковци, тука беше најголемиот проблем. Некои се жалат, други веселат дека не се оди кај нив, меѓутоа ќе се оди, еве во плани да ги посетат сите места. Епидемиолозите беа ги посетија сите места од епидемиолошки аспект да видат каква е водата, се испитува, каде е загрозено, што е веќе беа. А инаку патронажни беа и Сингелич и Стајковци. Утре продолжуваат патронажните сестри, имаат лекови со нив, а многу е добро што имаат и листи за хронично болните лица што пијат, каква терапија пијат. Да? Од она мој термин што го имаме во Министерство за здравство, една од новините е таа добра, што по адреса на живење може да се види во сите овие села кои лица живеат и каква терапија пијат. Бидејќи кај многу терапијата им беше она книжки, лекови поплавено, уништено, и сега ќе каже пијам за притисок едни зелени, пијам за срце едни бели. Не сме сигурни, не може така да му да. Вака со листите, извадивме листи, хронично болни околу 2300 лица имаме на цела оваа територија. Ова зафатенава, загрозенава, да. Хронично болни што си примаат терапија. Редовно, да. Постари лица, па и помлади да се пак притисок земат и на 50 години, сега и на 45. И со тие листи патронажните сестри одат кај нив, им даваат терапија, некој има, некој што нема, им даваат терапија, секојдневно ги посетуваат. Најчесто се жалат на висок притисок и многу се жалат, морам да кажам, на стресови психички или она после она што се случи. Едноставно се луѓето травматски стрес, исплашени се, па дури малку да заврне, веднаш ги фаќа паника, се плашат, бараат диазепам, лексилиум да се смират. Така да патронажните одат со нив, им даваат лекови и продолжуваат и утре, и задутре, сите денови. И од денес воведовме, имаме доста лица, околу 250 инсулинозависни, кои што примаат инсулин. Сега они сами си го стават инсулинот, знаат да го стават, меѓутоа сега инсулинот го нема, се поплавило. Па да дојдат да земат инсулин до пунктот. Дали можат по тие калови таму, не можат. И екипа од ендокринологија од клиника, неколку доктори, а ќе им се вклучи 8 септември од утре, градската општа болница и здравствен дом Скопје. Екипи ќе одат на терен, пак од мој термин имаме листа кои се тие луѓе каде живеат, инсулинот ќе одат им го амплицираат на лице место. Од денеска почнаа тоа да го прават. Ако треба 2 пати на ден, ако треба еднаш, кој како прима.
ќе одат на терен, сега ни обратно правиме, сега ќе одиме ние кај лицата. Предходно беше навистина тешко. Да, затоа што беше непристапно. Непристапно, не можеше ни да се оди. Сега, колку толку е подрасчистено, може да се оди. И патронажните ќе одат, и овие за да им дават инсулинска терапија ќе одат, а екипи со лекари си имаме новие 2 пункта, постојано ќе видат. Има и волонтери доста. Да, слушам дека некоја иницијатива за психолози, или да ги наречем, кои што исто сака да ги посетат, баш заради овие посттравматски период, стрес. Така, и тоа ќе треба, само лично моје мислење дека малку треба да се подсмири ово основно, прво да го следиме инфраструктурата, каловите, ѓубрето да се исчисти, да спречиме заразни заболувања, куќите малку да ги подсредат, барем напоменувам со вар е убаво да се искрачат варот е дезинфициенс и со вар да се ги искрачат собите, значи многу е заштита добра. А навистина ќе треба втора фаза, више и психолози малку за оние барем што имаат проблеми да поразговараат. Ќе треба, бидејќи луѓето навистина се жалеле. Не очекувале вакво нешто за нив непознато, чудно, ново, едноставно седиш дома, гледаш телевизија, гледаш врне надвор и си викаш еј каков убав дожд батна. Уопште не помислуваш, не очекуваш наеднаш дека бран цунами ќе надојди и се бориш за живот, спасуваш живот. Дека 20 живота ќе отидат и дека ќе изгубат цел има што го има. Значи, точно. Од поново треба куќа до куќа, што не е мала работа. Дали имаат и пари, дали може да го обноват, кога ќе стигне помошта, исто така и покушнина им е уништена. А да не зборувам за оние семејства кои што биле присутни, каде што гледале пред очи, што во таа олуја, во таа вода им отише најблиските. За нив па нешто е најтешко. Навистина ова е голема трагедија. За Македонија вакво нешто, ваква поплава барем сме немале до сега. Имало некои поплави од 62 и пред тоа, но... Да, 6 овакви жртви. Да. Со толку жртви за толку кратко време сме немали да немаме, да се научиме. Така, одиме со прилогот на колечката Ана Трајчевска, исто така подготвен од едно од кризните подрачја во Скопско, кој што говори токму за оваа заштита за опасностите кои лежат во калта и напорите да се што побрзо очисти од водата секој двор и секој пристапна улица. Цревни заболувања, кожни болести, покачен крвен притисок. Овие се симптомите кои граѓаните во поплавените места од Стајковци, Сингелич и Смилково ги пријавија кај лекарите. Болестите се резултат на штетите од поплавите кои се одразија на здравјето на жителите. Министерството за здравство во координација со Институтот за јавно здравје одлучи од вчера да вршат целосна дезинсекција и дератизација на овие места, за да се спречи ширењето на дополнителни болести од кои луѓето можат да заболат. Од вчера е започната и дезинфекција по куќите во Стајковци, извршена и дезинфекција и во Илинден, во Бутел и во кисела вода, со вкупно 35.000 метри квадратни, а денеска продолжува дезинфекцијата во Стајковци, во оние куќи и на оние површини каде што е водата исцрпена, каде што е исушено и чисто да може да се изврши дезинфекција. 16 лица со пумпи денес дезинфицираат низ Стајковци, заедно со армијата на Република Македонија. Продолжува дезинфекцијата и следните денови, се зависно каде, на кое место ќе има услови за дезинфекција, се разбира не само Стајковци, и Сингелич и останатите поплавени места. Докторите велат дека заболувањето се должи на недоволната хигиена како причинител за заразите. Велат дека со дезинсекцијата треба да се уништат штетните бактерии од земјата. Упатуваат апел до граѓаните доколку видат мртво животно веднаш да се јават на ветеринарна служба да го отстрани, за да не дојде до контакт со некоја пренослива болест. Многу е битно луѓето да внимаваат, да конзумираат флаширана вода, да внимаваат на исхраната, при чистењето на домовите да користат ракавици заштитни и маски, за да не дојде до ширење на инфекции. Обично возраста на пациентите, обично се жалат повозрастните пациенти, тоа се тие хронично болни, но има и помлади пациенти со појава на цревни инфекции, симптоми, како диареја, покачена температура, болки во стомакот. Дел од граѓаните во Стајковци, Сингелич и Смилково почнаа да се дислоцираат од нивните домови, па децата и постарите лица со хронична болест се заминати во некој од прифатните центри или кај роднини додека трае дезинсекцијата.
До вечерва се очекува 75% од територијата веќе да биде со дезинсекција помината. Оној останатиот дел се чека се уште да се исуши, бидејќи се уште има вода и мокра земја, односно има многу калпа, се чека да се исчисти тоа и да се исуши, за да може и таму да се изврши дезинсекцијата. Го следите отвореното студио на телевизија Нова. Разговараме со доктор Костовска за започнатата дезинфекција и престојната дезинфекција и дератизација, но и генерално за здравствената заштита на граѓаните во погодените подрачја. Дојдохме до овој дел како се грижите за хронично болните и се покажа дека е добро што овој систем на закажување на мој термин лоцира колку точна бројка има на хронично заболени од што во овие подрачја. Ме интересира дали има доволно терапија и лекови токму за бидејќи различни болести постојат. Така. Има доволно терапија, бидејќи подготвивме прво листа што мислиме дека е најнеопходно, што е на што ни треба. Меѓутоа морам да признам и благодарност до компаниите кои што се нудат. Навистина секојдневно се нудат наши компании и меѓународни агенции кои што нудат помош и даваат лекови. Пред се нашите македонските компании, од сите добивме помош и имаме лекови и во Стајковци во пунктот каде што ни е посебна училница со лекови. Исто така имаме во прифатниот пункт каде што собираме и храна, и лекови, и санитетски материјали, и таму имаме доволни количини лекови, така да лекови има можеби и за следните 2 месеци. За хроничните говорите, кои што имате? И за хроничните, и за овие што ако имаат инцидентно потреба за антибиотик или мас некој или некој проблем. Од сите видови на лекови имаме се. Добро, али тоа не е сега со рецепти, значи тоа има друг режим на издавање според не е со потребите што рецепт, ги имаат така се дава. граѓаните, така? Точно, не е со рецепта, така се издава. Па дури добивме и газички, пуфери, јод, значи такви работи за посекотини, фластерчиња и такви работи за мали интервенции кај населението. Сега за сега имаме од се, а лековите се даваат така, се разбира. Дури беше одлучено, Министерство за здравство одлучи и владата одлучи да за сите овие лица од поплавените подрашја, доколку бараат здравствена заштита на секундарно или терцијарно ниво, да не се наплаќа партиципација. Значи, воопшто да не плаќаат ништо. Ако треба да плати 200 денари, 300 денари партиципација, да не се наплатува ништо за нив. Да. Таму имате веројатно соработка или меѓу различните и многобројни институции и организации кои што работат на терен, и Црвениот крст, бидејќи има многу препораки за хигиената, се навраќам. Има ли доволно средства за хигиена и дали таа се доставува, бидејќи е дел од овој начин на одржување на хигиената во состав на дезинфекцијата? Се дава на секое семејство од пола литар се тие дезинфициенси, Црвен крст ги дистрибуира, велиме хигиенски пакети се тие ги дистрибуира, меѓутоа ние набавивме дополнително, Министерство за здравство сега, дополнителни количини за ако треба дополнително пак да се дава, тоа се за семејствата. А инаку дезинфекциони средства што на нас ни треба за површини, тие ги набавуваме во големи канти, тие се во големи количини по 10 литри, а за секојдневна на семејствата се даваат, ги имаат, а дополнително набавуваме затоа што мислиме дека тоа е неопходно потребно и после миење раце со сапун и чиста вода, пак треба да се дезинфицираат рацете. И кога велиме сега, кога се нудат за помош, за донации, се уште имаме фирми, меѓународни наши, кои што се јавуваат нешто да донираат. Сега веќе велиме средства за одржување на хигиена, сапуни, детерџенти, прашаци, дезинфекциони средства. Тоа е тоа што сега ни треба следниот период и кажуваме ако може тоа да донираат. Ако веќе се нудат, ако веќе се нудат, тоа и самите граѓани самите кажуваат, си бараат, бидејќи храна има, им се дава, друго има и сега веќе се во период на чистење, на средување, сега им треба средства за чистење, за одржување на хигиена, прашаци, сапуни, сјај, се она што е за одржување на хигиена и за дезинфекција на раце. Рековте дека прво на што укажувате е миење на рацето, на рацете, иако е тоа банална вистина, сите ние некојаш не го правиме тоа на начинот кој што треба, особено па кога сме во таква контаминирани и заразена средина, каде што од секој ќош може да биде, ајде да речем, опасен, но може да биде да го загрози нашето здравје во тие
средини. Има таму и деца кои што сега да не одат на училиште. Имате ли некој пристап до нив, сепак да ги поттикнете, уште еднаш да му кажете како да држуваат хигиената, како да се заштитат себе си? На кој начин го... Нема телевизија, доскоро немаше. Па и секој ден да говориме, веројатно тимаат се преокупирани со своите проблеми, нема многу внимание да обрнат на тоа, али непосредно кога веќе одат патронажни екипи, доктори, не е лошо барем постојано да ги опоменуваат. Точно е така, како што кажавте, преокупирани се сега со своите проблеми, со чистење на куќите и на дворовите и немаат време и забораваат децата да ги советуваат, да измијат раце, ќе му даде такашне кифличка или сендвиче, нема да му текне да каже изми ги рацете. И токму за тоа се и патронажниве сестри. Не само да видат дали има хронично болни да подела терапија, да ги советуваат за хигиена, па дури бевме намислени овие брошури што ги имавме памфлети и преку нив да ги делиме, преку Црвен крст веќе ги делиме, тука се опишано што треба да се направи и навистина во овие ситуации треба да се дојде до нив да им се каже. Нема телевизија, нема радио, дел по дел се пушта струја, не може како да на луѓето да им се објасни, да им се каже. Па разглас, навистина на времето и разглас имало, со разглас, па секој ќе го слушне, секој ќе разбере и ако е нешто неопходно да им се каже, и тоа е навистина, некогаш на мерка, еве ме подсетивте добро, некогаш на мерка, меѓутоа функционирала и добра. И најлокална е, непосредно. Така е, во вакви ситуации нема начин како да се... Особено со работата со децата е важна, бидејќи тие пишува тука во препораките, да се фрлат играчките или предметите кои биле во допир. Се што е поплавено. А тие мора со нешто да играат. Или надвор, или со дел од она што им останало. Ништо, сега треба се да се изфрли, затоа што тие играчки треба да се измијат, па да се извријат, па да се дезинфицираат, па после да му се дадат. Кај имаат услови сега за такво нешто. Сега све се фрла, тоа по куќите све е кал, све е уништено. Инвентарот, све се фрла. Ако е малку само, малку поплавено, тогаш треба добро да се измие и со прашак да се исчисти, па да поминат нашите да дезинфицираат. Меѓутоа, да се изрива тоа, да се изрива, многу тешко. Па се влегува дома со чизмите, па на крај да се... со калта. Па и тога се уште попроблематично. Секој влегување и излегување е проблематично. Па ние од тој се плашиме. Сега нашите ќе дезинфицираат натре во куќата. Куќата му е дезинфицирана се. Ако со чизмите по калото оди лево, десно, па ќе влезе дома, па ќе направи проблем, работи цел ден. Така да затоа велам, ризикот од заразни заболувања ќе трае. Овие 2-3 месеци вода за миење, за вода има. чистење. Вода има, сега е пуштена водата. Со 70 степени да се пере, со 70 степени калта да се силнеат чизмите. Тоа е малку и во нормални услови тешко да се направи. Не може тоа да го направат, не. Тоа доста е само со млаз вода да се калта измие, да нема кал и дезинфициенс ако имаат само да прснат и готово, инаку не може да... Ова се мерки кои што ги кажуваме како треба да биде. Идеално, меѓутоа во вакви услови не можат сето тоа да го направат. Најдобро е што е поплавено, многу поплавено, да се изфрли, се да се уништи. И облеката исто така, дел од облеката? И облеката, да. И облеката што е за тоа се кале. Тоа не е само поплавено вода, кале од она што го гледав, она што не е поплавено, например во втори спрат или некаде во шифунјера кој не фатило догоре, останало непоплавено. Она другото се е кал. Тоа не ни може како да се испери, со што да се испери. И се фрла, гледам во камионите, во она што го изнесуваат и многу има облека фрлена. Па токму затоа донации имаш и од облека и се дават, им се носат цели пакети, цели вреќи облека, за да може да носат нешто друго и да сменат. Да, ние ги слушаме изјавите на граѓаните, вели само со оваа мајца останав. Нема што да носат и затоа ако некому треба да се помогне, треба нова население сега се помогне. И од граѓаните, и од општеството, и од сите, навистина сега им треба највише помош. Тоа е добро да се говори што им треба, затоа што можеби оние што сакаат да помогнат, не знаат што попрво. Најпрво им беше со лопати да се појде да се чисти. Да се чисти. Потоа е сега лекови, па после ќе треба вода и храна, па после облека. Па еве средства за чистење им треба, прашаци нема да се исперат, сапун. Тоа треба да се координира и да се соопшти, бидејќи некогаш знаете како се дава нешто што има премногу, а нема она што во тој момент. Точно тоа, ќе се натрупа и нема да треба. И затоа треба да пратиме што е она што навистина ни треба тоа да им се дава. А она што е покрупно, што треба дома посебно да си обноват сега, нели, се уништило тросед, двосед, нема намештај, тоа веќе со обештетување пак да си го надокнадат и
навистина треба да се помогне. Доктор Коста, овде имаше една информација која сме веќе кај интервенциите дека има 4 деца кои се хоспитализирани на инфективна клиника. Дали е точна таа информација и Не, денес добивме информации од сите здравствени установи, бидејќи на дневна база 2 пати дневно ги собираме. На инфективна клиника има само еден случај со ентероколит, кој што е превентивно хоспитализиран, бидејќи постар случај да се следи, да му се даде инфузија, да се малку следи, инаку нема. Ентероколит и летно време ги имаме, не е нешто што сме го немале па се појавил случај. Сме ги имали и друг пат, летно време за цревни заразни заболувања ги има, и интоксикација од храна, и од бактерии, и од вируси, така да не е ништо невообичаено, само да се трудиме да следиме, следниот период да не се јават многу. Температурите ако почнат сега прогноза, како што гледам, 36-37 за следна недела се покачат. Високите температури погодуваат за развој на бактерии на вируси, треба уште поголема внимателност. Сега овој период беше пак малку поладно, не беше толку жешко и треба да се биде повнимателни и да се следи ситуацијата. Тоа е чудно со времето се. Велите дека е добро суво време да се истуши калта заради дезинфекција. Ама па високите температури повторно се непријатни за создавање на други болести. Непријатни се за други болести. Се суши и вака калта и нова температура се суши. Гледам по улиците сега веќе почнало да се суши и добро е. Меѓутоа високите температури 38, 39, 40, тоа се високи температури, така да и обична храна, ако ја оставите сат, 2 сати на таква температура, ако е малку загадена внатре, што велам ја, ако има 10 бактерии за 2 сати, ќе станат 200.000 бактерии, тоа е тоа што ќе направи проблем на организмот. 10 нема да направат ништо. Ама ако се остави надвор и затоа ностоп велиме сега да не се мешам и во храната на Агенција за храна, ама сепак сум епидемолог, затоа велиме приготвената храна веднаш да се консумира. Ако не се консумира веднаш, да се остави во фрижидер да стои, а не на отворено на висока температура. Па дури препорачливо, ако седела 1 час или пола час надвор, па се стави во фрижидер, кога ќе се извади повторно да се консумира, да зоврие малку. 2-3 минути на висока температура, ако има нешто да се уништи. Значи, високите температури се опасни не само за развој на бактериите и вирусите, него и за овие труења со храна, што велам. Небезбедна храна, да. Со овие лесно расипливи храни, мајонези, кремови, и тоа е уште поризично. Затоа и во овие семејства сега, на овие подрашја, навистина е најдобро да се јаде сува храна, многу да не се припремаат храни, бидејќи услови нема ни површините, не им се поплавено, површините не се дезинфицирани, не се чисти. Да сукаат пити. Да сукаат пити, тоа стварно треба време. Полека, пак ќе си дојде се на свое. Се плашите ли од епидемии можни сепак или како сериозна држава, може би не да Боже да има, но дали сте подготвени, дали сте клиниките, капацитетите имали за нешто по-големо ако се случи? Од она што го видов на терен, да. Се плашам од епидемии на заразни болести. Да спречиме да се појави не можеме. Може ќе има случај 2, 3, 5, 10. Ама можеме да спречиме да не се шири многу. Да не бидат стотици, да не биде голем број. Затоа се трудиме и работиме на тоа, а капацитет имаме. Клиниката за инфективни болести веќе го активираше планот за вонредни итни состојби, спремни се и со лекови, со капацитети, и со кадар и распоред имаат направено кој како би требало да работи. Доколку клиниката, не дај Боже, се наполни, имаме многу заразни заболувања. 8 септември секогаш ние како алтернатива за нивните капацитети. Па за сите болници ги знаеме капацитетите останат, имаме можност одреден тракт или одредено оделение и таму да има, да се адаптира. Тоа го правевме за време на грипот, која беше птичиот грип, свинскиот грип и така сме правеле. Меѓутоа, не очекувам дека ќе има толку големи епидемии за да наполниме капацитети и да нема место. Сепак мислам дека ќе има случаи поединечни, можеби ќе има и повеќе, ама не толку за да немаме капацитети да ги примиме и соодветно да одговориме. Единствено најголемиот страф е од жолтицата, која што кај децата може да ни се јави на почеток на школската година, бидејќи тие на кои што треба нонстоп да им кажуваме да ги мијат раците, тие се тие што не внимаваат. Стравот е највеќе кај нив. Одиме со уште еден блок краток на реклами, а потоа завршно уште едно прашање две и еден апел до граѓаните на крајот од емисијата.
Доктор Костовска ги споменавме септември и жолтицата, почетокот на школската година, но тоа некако па погодува не само жолтица, оние болести кои што во тој период и се јавуваат, тичи, грип, па западно-нилската треска, да не се поклопат сега едно со друго. Тоа може да создаде дополнителни проблеми. Сега, грипот, да го велиме грипот, да не ни замераат колегите, пошто сега веќе грип го викаме сезонски грип. На времето свински, птичи, кога не се знаеше точно каков ќе биде, ама сега преиде во сезонски. Кој нормален грип си го имаме секоја година, истиот тип H1N1. Значи, како сезонски грип, некаде октомври вакцинираме, од ноември почнува и грипот. Можно е и грипот да се појави, за него се уште ни е рано, за да го сега поврземе со поплавиве, она што може со поплавите да ни се јави, што им се јави во Србија после поплавите, тоа беа кај нив околу 20 случаи на западно-нилска треска или Вест Найл, како резултат на зголемен број на комарци во државата, појава на комарци после поплави, па дури има и смртни случаи. И дел од комарците се разбира, дел се здрави, дел се инфицирани со вирусот на западно-нилска треска, па има и многу такви случаи. Затоа ние сега овие денови размислуваме и за тоа, уништување на комарците. Иако во цела држава се прскаше, сите општини прска против комарци, беа ревностни и овие години веќе се многу поодговорни. Општините, морам да ги пофалам, веќе прскаат за комарци. А нас сега како ризично подрачје ова ни се јави дополнително, ќе мора тука дополнително да третираме, да ги уништиме комарците, се разбира не можеме до еден сите, ама поголем број од нив да уништиме, да спречиме, па сега појава и на западно-нилска треска. Можно е кај некои луѓе да се појави западно-нилска треска. Затоа сега работиме и на тоа поле и затоа ги советуваме населението и сега и во следниот период. За било кој симптом, било кој проблем што ќе го добијат, дали температура, дали стомачни болки, дали некој исип, било што, бидејќи се од ризично подрачје, од подрачје кој што било поплавено, да се јават веднаш на лекар. Да не си кажуваат сам ќе се лекувам со таблетки, ништо не ми е, не знаеме што се може да биде. Да се јави на лекар и обавезно да каже дека е од поплавените подрачји. Да може и ако се јави некој заболување, навремено да интервенираме. Рековте дека најдолго трае инкубацијата кај жолтицата, колку трае на западно-нилската треска? Западно-нилската треска е помалку од 7 до 10 дена. Значи, ако веќе има каснување... Ако има каснување од комарец... би требало да почне да се... Да. А сега, ако се намножат... Предупредувате да се јават, се е можно. Се е можно. Многу заболувања се можни и затоа посебно за ова население од овде да се јавува на лекар, да си побара медицинска помош, на време ќе му биде дадена, да спречиме што и да е, и да не ги плашиме толку, и ентероколит да е, и цревно заразно заболување со пролив повраќање, па сите сме ги имале и ги имаме, ќе помине со неколку дена, со лекови, ако е потешко со инфузии ќе се смири, пак ќе се излече, ма треба навременост да не дојде до потешки компликации. Рековте дека сите капацитети се подготвени за евентуална ситуација, дека има тимови, дека е подготвена, забораваме дека се е летен период. Добар дел од лекарите може би се на одмори. Како тоа го регулирате? Дали ќе се работи вака цело време, интензивно? Вие бевте ли на одмор? Не. Не, а инок од понеделник требаше да одам сега. Така да кризна состојба, кога е во кризна состојба, има право и државата и работодавачот секој има право и да забрани одмор, бидејќи сега ова е најбитно. Така да јас мислам дека ако имаме потреба од дополнителен кадар, слободно можеме да ги вратиме и од одмори и каде и да се останатите колеги. Сега за сега можеме се справуваме со овој број на здравствен кадар, меѓутоа во кризна состојба прогласена имаме право и можеме и дополнителен кадар да повикаме и мислам дека нема проблем. Еве и дополнителни екипи за прскање, за дезинфекција и дезинсекција повикавме од центрите. Патронажните сестри одговорија сите, секојдневно доаѓаат од цела Македонија, од сите градови. Денес еве прска и Охрид, и Тетово, и Куманово. Така да сите сме заедно и ќе работиме и мислам дека не е вред во ваква ситуација каде што луѓето страдаат и имаат проблеми. Ние што сме од другата страна, да меѓу себе реагираме, се очекува од нас и да реагираме зашто... Едно е волонтеризам, а друго е оние што се должни. И не е вред да бараме одмори, да сакаме да одиме на одмор, зашто еве и да не пуштат на одмор сега и вас и мене и било кој, па не знам дали може
слободно да седиме на одмор со чиста душа, кога ќе гледаме на телевизија што се случува се, а знаеме дека сме од таа бранша и можеме да помогнеме. Ако се гледа дека сите се ангажирани Да. на терен. Има време и одморот ќе биде, и септември е топол. Да, може и поевтин. И може и поевтин. Така. Благодарам што бевте гостин во отвореното студио за информациите што ги дадовте. Ќе ве гледаме на терен. Мислам и од утре повторно. Постојано имате состаноци, кризен штаб, претпоставувам дека имате во Министерството. Да, имаме здравствен кризен штаб. Секој дневно се состануваме. И утре, и задутре, и постојано. Благодарам уште еднаш, почитувани гледачи. Ви благодарам на вниманието. Довидување.